Последната песна или последниот псалм што го испеавме, убедливо е најпознат. Христијаните, Божите луѓе, најмногу го сакаат тој псалм, без разлика дали си јудеи или си христијани, омилен и не случајно, бидејќи вклучува во себе големи идеи за Бог и за нас. Во својата форма не е нешто посебно. Мартин Лутер го споредува со славеот кој Бог не го обдарил надворешно со нека убавина, има најобична облика од пердови, не е како да кажеме фазанот или паунот. Меѓутоа, Бог му дал гласовни можности да свири прекрасни мелодии. И овој псалм е краток. Давид не користи некој кој зна какви зборови внатре, меѓутоа сепак успева со тие обични зборови, прости, да представи големи вистини за Бог како пастирот на човечката душа. Користи прекрасни слики во него. 10 глава од Евангелието според Јован, која, ќе почнеме да ја разгледуваме и претпоставам ќе се задржиме пак малку повеќе на тој текст што е богат со вистини, е всушност новозаветната верзија на овој Псалм 23, зашто го представува пак Бог како нашиот пастир, со тоа што потенцира дека, појаснува дека Христос е добриот пастир. И тука ќе го сретнеме следното големо јасум од 7 запишани во изјави на Христос во ова Евангелија. Јас сум добриот пастир кој го дава својот живот за овците. И ќе каже, од 9 стих, јас сум вратата кој ќе влезе, преку мене ќе се спаси, ќе излезе, ќе влезе и пазишта, ќе најде. Тоа како во 23 псалм, Христос е добриот пастир кој го носи својот народ, своите на богати, во еден изобилен духовен живот. Сега да се подсетиме пак на контекстот, следува и хронолошки, и идеолошки, идејно, на она што се случува во 9 глава. Тоест, исцелението на слепородениот човек. Сега, има некои недоследности, можеме да забележиме. Например, завршува 10 глава со заклучокот дека тоа се случуваше во зима на празникот посветување. Додека, например, настаните од 9 глава, кои се врзани со 7 и 8 се околу празникот Сеници или Шатори, кои пак се случуваат некаде околу есента. Така да повеќето, очигледна е врската со 9 глава. Ова Христос што сака да го каже овдека. Очигледно е поради неколку причини, например, првиот стих на 10 глава започна со зборовите вистина, вистина ви велам, или амин, амин. И никаде Јован, во неговото Евангелие, не ја користи таа фраза како почеток на нова тема. Секој пат, тоа вистина, вистина ви велам, е поврзано со нешто што веќе кажува до тој момент. Во разговор, тоа е дел од целиот разговор. Така да, самиот начин на кој почна 9 глава не поврзува со она што тој го кажа претходно во 8-та, 10-та во 9 глава, што е кажено посебно оние последни зборови што им ги упати на фарисеите, кои праша што и ние ли сме слепи, и тој им рече, ако не знаевте, ако не гледавте, ако кажевте да ме гледате, немаш да имате вина, бидејќи гледате, затоа имате вина и вистина, вистина ви велам. Продолжува Господ Исус во 10 глава. Исто така, во 21 стих, заклучуваат луѓето околу, кои ги слушат проповедите од 10 глава, велат, ова не се зборови на луд човек. Може ли луд на слеп да му отвори очи? И тука гледаме дека тие луѓе што се собрани таму, го имат во предвид настанот што се случи претходно во 9 глава. Поврзано е сето тоа. Во нивните мисли, додека тој говори за добриот пастир, за овците, за стадата, за трлата, во главата им е исцелението на слепородениот човек. Така да, можеме да кажеме дека очигледно тука станува збор за неколку проповеди, но
barem ona što je do 21. stih, i повеќето теолози се согласни, временски следат од после оваа случка со слепородениот. Од 21. натаму имаме друга проповед која се случила, можеби, неколку месеци подоцна со истата тема, но Јован ги соединува тие две, бидејќи ја одрасува таа идеја истата за добриот пастир, наспроти она што го прават фарисеите. Така, тоа е тој најнепосреден контекст, конкретен, животна ситуација, што се случува. Имаме човек кој е слеп роден. Христос го излекува прво физички и со тоа поттикна, предизвика, бидејќи беше саботен ден, тој направи кал, со таа кал го излекува, наруши правила на фарисеите и го остави човекот да спори со нив. И на крајот, кога фарисеите не успеваат да го притиснат, да го убедат да се откаже од Христос, го испрлаат од синагогата, кога останува сам доаѓа Христос, го наоѓа. И му вели, веруваш ли во Синот Божи? И човекот каже, кој е? Кажи ми да поверувам. Јас сум. И веднаш се поклонува овој човек и изговара, верувам, Господи. Тој човек од тоа физичко слепило, кој е исцелен, нели, и му даден физички вид, сега има и духовен вид и е спасен. Станува дел од така кажем, стадото, Божиот народ на Господ Исус Христос. И веднаш после овој настан, Христос почнува да кажува таа проповед и се представува со големото јас сум добриот пастир. Ја користи за себе и за Божиот народ многу познатата метафора за пастир или овчар и стадо или овци. За древните луѓе метафора која многу говори, во текстот Јован пишува дека тоа е парабола или поточно приказна некаква, преку која пренесува духовна идеја. Позната сцена од древноста, бидејќи пастирот со својата служба што ја врши кон овците, ја представува на грижа што Бог има кон своите, она што Божиот слуга треба да има кон Божиот народ. И не случајно, во Стариот Завет скоро сите големи херои беа и овчари, почнувајќи од првата, така да кажеме, позитивна личност после Адам и Ева, Авел, тоа е овчар, потоа земјоделец, првите луѓе, потоа го гледаме Аврам, Исак, Јаков, Ребека, Мојсей го пасеше стадото на Јотар. И најголемиот од сите цареви, Давид, кој Бог го повика токму поради грижата што ја гледаше, а ја покажуваше Давид кон стадото на неговиот татко. И така се покажува, нели, преку примерот на пастирот, грижата што Бог има кон своите. И сега, за современиот човек може да звучи малку навредливо на таква споредба, метафора, да се каже дека некој е овца. Не, тоа е навредливо. Обично тој термин или тој прекор го користиме за да навредиме некој, ќе му кажеме овца, мислиме дека е глупав или дека е наивен, тоа сите го стрижат. Сега, во интерес на вистината, овцата не е од најглупавите животни, но пак не е толку паметна како свињата. Свињата е многу поинтелигентна, една од најинтелигентните. Така велат сега. Не сме тресирали никој од нас, нито овци, нито свињи. Така да, ако некој ви каже свиња една, тоа е може да е комплимент, зашто се интелигентни свињите. Како и да е овците се наивни, во смисла не може да се заштитат. Јас сум присуствувал и на колени на овци и на свињи, например.
Христос е наречен во пророштвата, е спореден со јагне кој е носен на колени и не испушти глас. Зошто? Да, така, не испуштаат глас, кротки се. Додека една свиня да ја треба да ја држат 5 души додека да ја заколат. Имаат инстинкт да се штитат, да се бранат. Овците немаат таков инстинкт за преживување. Ти имаат потреба од некој што ќе ги води. Тоа е карактеристиката. И е тврдоглава. Има потреба од пастир што ќе ја води, меѓутоа знае да залута. Затоа овчарите имали од тие стапови што се заоблени, горе за ги фатат за вратот или ногата да не бегаат. Зашто ако остане само овцата, нема да преживее. Ќе стане лесен плен на некој животно или ќе падне во некоја дупка и не може да излезе. И човекот, колку да звучи навредливо, посебно за современиот хуманистички човек, за колку човекот е центарот на Вселената и критериум за се, навистина во себе човекот го има тој синдром на овца. Човекот живее во стадо и може да биде многу лесно подведуван. Дури бара човекот, бара да припаѓа на стадо. Тоа е особина, да си најде некоја стадо, припадност. И манипулаторите, знаејќи го тој менталитет на човекот, знаат да го подведат. И тоа не станува збор за образование, дека има прости народи, па паметни, па образовани народи. Тоа се менталитетот на човекот. Бара водач, некој да го води. Најобразованиот народ во првата половина на 20 век бил германскиот народ. Со најдобрите универзитети и најголемите научни достигања биле во Германија. И тоа е народот кој е поведен од еден човек како Хитлер и сите како слепи тргнуваат да го следат. Зашто човекот е овца. Може некој потака успешен да застане и да ги води луѓето во најглупави ситуации и луѓето да го следат послушно. Затоа нели Исаја дава карактеристика за човештвото, тој за неговото време секако дава таа карактеристика, но е воопштото човештвото валидна во 53 глава 6 стих. Сите бевме заблудени како овци, секој се одеше по својот пат. И Христос кога ќе погледнеше, кога ја добиваше иста таа слика како овци без водач, без пастор, залутани, заблудени, мамени од разни човечки авторитети. Значи, тоа е сликата што Христос овдека, метафората што ја користи, честа, позната метафора во Библијата, што е блиска за тој народ. Може нас не толку блиска, но сепак и нас може многу да ни говори. И како започнува таа метафора? Вистина, вистина ви велам. И сега пак тука треба да ги имаме во предвид фарисеите кои го избркаа човекот, слепородениот кој беше излекуван, и го гледат како сега се поклонува на Христос. Го гледат, се чудат и Христос во продолжение им вели: вистина, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата во овчето тргло, а прескокнува од друга страна, крадец е и разбойник. Сега, тука пак ќе ни треба да сватиме ситуацијата онаа номадска, така, сточарска, од древниот Близок Исток, од древноста, па и продолжува и во современието. Во древност, во овчарските племиња, народи, сите не биле пастири, сите имале овци и ги давале на пасење на овчари. И денес доскоро се прави, ще не знам дали така, например, во Габрена знам дека имаше еден овчар и луѓето ги даваа стадата своите овци на тој овчар, кој потоа ги ношна и вечер ги прибираше и луѓето и сети си одеа во дворовите, секој си знаеше кај да скршне и да си влезе во својот двор. Но во големите такви сточарски племиња имаат едно заедничко трло. Сега во Блискиот Исток ние кога говориме за трло, мислиме, зашто во нашите книги било така, и обично тука се правело од дрвена ограда. Меѓутоа на Блискиот Исток дрвото е оскуден материјал, камења има многу. Така да оградите биле правени од камења.
и има еден отвор само. И има повеќе овчари, бидејќи има многу овци, и секој овчар си има определен број на овци, 50-тина. И ако има 5 овчари, тоа што значи има 200-300 овци. И вечерта кога се враќаат од пасење, секој овчар си ги протнува овците низ вратата и таму во тоа трло тие пренокјуваат. И пред вратата остават еден стражар, овчар, вратар, кој дозволува да влезе само овчарот, еден од овчарите. Не сме никој друг да влезе, за не краде. И бидејќи тие биле големи трла, може да случи преку вечерта да прескокне некој крадец преку оградата, додека спие чуварот, а тој чувар понекогаш знае да легне така, долж преку вратата, за да не може да влезе некој, или да излезе некој овца. Но случува да влезат крадци и така од другата страна преку оградата да ги крадат овците. И тоа сликата овде кај што Христос се кажа, говори за еден легитимен пастир, овчар, и крадци, разбойници кои не влегуваат преку главната врата, зашто тие не се легитимни. Тие се крадци. Тие не се овчари. Тие скокаат за да не да се грижат за стадото, за овцата, но да ја убијат, да ја користат, да се облекуваат во незината волна, да го пијат незиното млеко, да го јадат незиното месо, да ја водат кон смрт. Се тоа е сликата што Христос тука ја користи. А кои се сега тие крадци? Јасно е. Јасно е од крајот на 9 глава и се оно што се случува. Господ Исус излекува човек. И тоа покажувајќи јасно месијански идентитет, исполнувајќи она што во Стариот Завет беше јасно кажано што ќе прави Месијата. Само Бог може да врати вид на слепи луѓе и само Месијата како знак го имаше тоа. И не само тоа, туку Месијата го доведе тој човек и до духовно исцеление, до спасение. И кога го направи, тој буквално го остави, нели? Го излекува и го остави. Го остави во раците на фарисеите, меѓу другото. Веднаш тој човек беше однесен во синагогата, кај фарисеите. И фарисеите, ако беа вистинските подпастири, така да кажеме, они легитимни поставени од Бог, тие ќе се зарадуваа, ќе го земеа човекот во својата грижа, за да го водат како во тоа Божо, како овца Божја во Божјото стадо. Но тие што направија? Тие цело време се трудија да го одвратат човекот од Христос. Цело време го притискаа и на крајот го изфрлија од синагогата. Тоест, буквално, тој човек кој цел живот како слеп бил стигматизиран, како со недостаток да не може да биде дел од богослужбата, сега е избркан целосно од општеството, од синагогата, од духовниот и од социјалниот живот. И Христос вели, тие што скокат преку оградата, тие не се пастири, тие се крадци и разбойници. Зашто фарисеите правеа се што можат да се осигурат дека никој нема да го исповеда Христос како спасител, како Месија. И тоа го сметаа за своја должност. И колку повеќе се трудеа да го прават тоа, нели, толку повеќе работеа против Господ. Тоест, буквално тие ја узурпираа власта над Божјото стадо. Зашто во тоа време фарисеите, равините, официјално се нарекувале пастирите на Божјото стадо. Тоа било титулата што тие ја имале. Пастири, а во исто време, тоа е слуги поставени да го пасат Божјото стадо, а во исто време пак го оддалечуваат од Бог, го одвраќаат од Месијата. Пречеа, на секој начин пречеа на Христовата проповед. И овие слики сега што Христос овдека ги дал, и така завршува, нели, последниот стих од текстот што го разгледуваме, 7 стих. И ова им го кажа, ова парабола Христос им ја кажа.
кој требаше да биде позната за тие луѓе, а тие не ја разбраа. Зашто им кажа нешто многу јасно од Стариот Завет. Најјасно беше тоа во Езекил 34 глава, кажа, кога Бог ги укори повторно водачите, духовните водачи на народот, или така наречените, и тоа го фразата ја користи таму, овчарите на Израел. И тој ги укорува, наместо да ги хранат овците, вика, вие ги јадете, се обликувате во нивната волна. Недостојни сте вие да бидете овчари на Израел. И затоа и тука е тоа, нели, месијанско пророштво, вклучено од Езекил, на вашето место ќе подигнам, вели, друг овчар, кој ќе ја врши вистинската служба на овчар. И е наречен мојот слуга Давид. Зашто сака да укаже јасно дека тоа е Месијата, ветениот потомок на Давид. И тоа пророштво, тоа дадено како пророштво овдека. И фарисеите требаше да го сватат тоа, дека зборува за нив. Дека Бог рече, ако не го пасите и не го пасите, јас ке ве тргнам, вие не сте овчари. Ке дојде мојот, вистинскиот овчар, кој ке ви поставен, кој ке го води моето стадо. Тие беа крадци. Сушност, Христос им вели, вие сте крадци. Крадци кои не ги хранете овците, туку скокате преку оградата. Не сте легитимните. Не сте они кои што влегуваат преку официјалната врата. И тука продолжува сега да говори пак за оној кој влегува, оној кој влегува низ вратата. Тоа пишува пастир на овците. Оној кој нели според таа слика, вратарот, чуварот на трлото, го препознава и го пушта да влезе кај овците. Зашто е вистинскиот пастир. Кој е вистински? Секако понатоа малку и каже Христос, јас сум вистинскиот пастир, јас сум добриот пастир. И зборувајќи за таа врата, како вистински пастир, сосема јасно дека го има во предвид начинот, официјалниот начин на неговото доаѓање. Тој не скокна. Знаете, во историјата на Израел имало многу месии, се појавиле многу месии, многумина кои претендирале дека они се вистинскиот пастир. Они се оние кои што ветениот што Бог ќе го прати. Но сите тие биле краци, скокале преку градата. Единствениот кој влезе преку вратата, препознаен, јасно, преку знаците што беа дадени во Стариот Завет, исполнувајќи ги пророштвата, е Христос. И во таа смисла, кога говори нели за оној што влегува преку вратата, мисли токму на тоа. Јас сум ветениот. Еве, гледате преку пророштвата, гледате преку... Што туку тој направи? Такво чудо кој беше јасен знак за неговото месијанство. Има легитимен авторитет над Божите овци, зашто тој е Господарот. Тој е испратениот како вистинскиот пастир. И ако фарисеите се држаат до словото, до знаците, до пророштвата, до она како знаење што им се открива во Стариот Завет, тие ќе се поклонеа пред него. И ќе прифатеа да влезат во службата како подпастири, така да кажем, водени од него. А бидејќи се краци го избркаа, не дозволија, рекоа, не, ние ќе стоиме како пастири, ние ќе го водиме, него сакаме. До тука е јасно кои се лажните пастири, краците и разбойниците, а кој е вистинскиот пастир. И сега тука вратарот, тука е дилемата, ова е парабола во која параболата има сегаш јасна идеја. И јасна идејата. Христос како добриот пастор наспроти фарисеите кои се краци. И не секој елемент во параболата има некакво значење, иако, но повеќето се согласни дека вратарот е Јован Крстител, кој беше кој буквално го препозна и рече, да,
ја отвори така, да се стоеше некој пред вратата, се тргне и рече, влези, ова е вистински. Еве го јагнато Божие кој ги зима на себе гревовете на светот. Еве го тој кој треба да расте, јас да се смалувам. Така да, според Малахија, нели, пророштвото, гласникот на Месијата кој го подготви, прави, ги направи патеките на Месијата. Некој велат пак дека тоа е Светиот Дух кој ги отвара срцата на луѓето, кој дозволува само вистинскиот пастир таму да влезе, да го прифатат луѓето со вера Господ Исус Христос. Пак ќе кажам, добре сите тие толкувања, пак не можеме јасно да кажеме. Она што јасно е во параболата, нема дилеми, Христос многу јасно кажа, тоа е контрастот меѓу лажните, разбойниците и тој како добриот пастир. Тоа е законскиот. Влезен из вратата, исполнувајќи го писмото и пророштвата. Роден во Витлеем, од девица, совршено послушен на законот, вистиното поучуваше, правеше чуда, се во него кажува дека тој е ветениот пастир, за кој Езекил нели пишуваше, кој влегува со право од трлото и ги повикува своите овци. А овците сега, стигнуваме до овците, овците го слушаат гласот негов. И пак тука треба да го имаме пред тој контекст, историски, сточарски контекст. Од древноста, меѓутоа се уште задржан таму во тие краешта. Има еден од 20 век познат и тој дава најдобра така, најисцрпна информација и библиска и надвор од Библијата, археолошка, за тие обичаи од Блискиот Исток. Тој самиот е британец, но јужноафриканец, војувал во Првата светска војна, потоа се преселил целосно и пише многу репортажи и оставени се неговите книги со интересни такви фолклорни мотиви. И тој го истражувал животот меѓу другото или службата на овчарите во Блискиот Исток. Кога вечерта завршува пасењето, сите овчари своето стадо го внесуваат во трлото. И во трлото има повеќе стада, не само едно. Повеќе стада кои припаѓаат на повеќе овчари. Овчарите се прибираат на спиење и доаѓаат наутро. И според они патеписите на Мортон, кога ќе дојдат наутро овчарите, може се 5-6, застануваат надвор пред трлото и сите почнуваат во исти глас, се ги извикуваат своите овци, тоа по име. Ако има 50 овци, тој се ги знае имената на сите 50 овци. И како што извикуваат, секој овца се излегува една по една и се застанува зад својот пастир, зад својот овчар. Не го греши овчарот, да. Интересна работа. То велат дека и пак, ако отворите интернет и вештачка интелигенција, овцата има многу развиено вакво чувство за глас и за лик. Може до 400 лика да запамети и до крајот на животот да ги има во својата глава. Не знам како го утврдиле тоа, но тоа како научна информација е дадено на интернет. Така да, овцата многу добро си го познава својот овчар и го следи. И не оди по друг овчар. Знае гласот. Што станува збор тука? И толкувачите, аналитичарите, тука говорат за тоа трло и различните служби на пастирите во различните периоди од денот. Навечер кога ги остава, наутро кога ги зима, и ова сцена од утрото, кога доаѓа пастирот да ги зима овците за да ги изведе на пасиште. Идејата дека во трлото има различни стада, на различни пастири, на различни овчари. Со други зборови, целото човештво припаѓа всушност, припаѓа на стадо кое е Божјо и на она кое не е Божјо. И јасно се разграничени оние кои му припаѓаат на Бог и оние кои не припаѓаат на Бог. Оние кои го познаваат гласот на својот пастир и оние кои не го познаваат. Така и почнува меѓу другото Евангелието според Јован, во првата глава, 10 стих. Во светот беше, светот не го позна. Меѓу своите дојде и своите не го примија. А на оние што го примија, тоест оние што
верува во неговото име, нив им даде моки. Каква моки? Да станат Божи деца. Не по крв, не по желба на телото, не по поход машка, туку бидејќи од Бог беа родени. Бог ги роди. Тие што поверува во него, Бог им даде моки, да бидат негови деца, да припаѓаат на неговото стадо. Зашто тој ги роди. И во претходната глава, меѓу другото, тој им кажа, кој од Бога, тој ги слуша Божите зборови. Вие не ги слушате, зашто не сте од Бога. Овде кај во истата ова 10 глава ќе каже, но вие не верувате, бидејќи не сте од моите овци. Како што ви реков, моите овци го слушаат мојот глас, јас ги познавам и тие одат по мене. Човештвото е во едно трло. Едно е трлото. Но во тоа едно трло има стадо кое е Божјо стадо, на кое што Бог е пастир. Нема такво нешто, сите сме Божји, сите припаѓаме на Бог. Сите сме Божји деца, сите сме браќа и сестри. Сите имаме еден татко Бог. Многу јасно овде кога Христос разграничува, вели, не се сите мои овци, не се сите мои деца, не се сите деца на Бог кој е еден татко. Јасно е разграничувањето. Оние што веруваат, тие ја имаат таа способност, тие имаат таа чувствителност, таа моки, зашто Бог го гради тој чувствителен однос со нив. Посебен однос, посебна близина, посебен осет да се слушне Божиот глас, да се препознае и да се прифати. И тоа по име. Зашто уште повеќе се потенцира тој близок однос. Не ги вика по бројка, број 1, број 2, број 3, по име. Зашто, знаете, името во древност и секогаш значи близок однос. Знаете, има институции каде што во кои не се користат имена, туку бројки се користат за луѓе. Например, во затвор се користат бројки. Затворник број тој и тој. Во концентрационите логори се користеле бројки. Зашто? Бројката го елиминира личниот однос, а името веќе води кон, дури нели во по таквите општества, кои држат на дистанца, ти не смееш по име да го именуваш некој се додека не се сближиш. Дури во, немам сега армија, војска, во војската, исто така беа тргнати имињата, требаше да се именуваат според титулите, друже капетане, друже војниче, и дури ако требаше, нели, да се вклучиме, пак нешто колективно, тоа е презимето. Никако по име. Дури и ние како војници не смеевме, но не беше обичај по име да се нарекуваме. Може по презиме. Зашто името е она што води кон говори за близина, еден многу близок однос, личен однос. Има таква една анекдота, некоја христијанска фамилија со многу деца, стана предмет на попишување, имало попис и дошол попишувачот и пишал бројки, колку имат тој, и на крајот ај сега кажете ги децата, и почнала мајката да кажува Бојан, Филип, Даниела, и тој не, бројки ми требат мене. И мајката река, чекај, ние имаме многу деца, ама не чак толку многу да сме ги истрошили сите имине, па да почнеме сега бројки да им даваме. Не е вообичаено, нели, на децата да стават бројки, зашто треба да има личен однос. И тука Христос вели по име ги повикува. Говори таа блиска лична врска, блиско познанство со своите овци. Ги повикува, а пак тие доаѓаат кај него. Зошто? Зошто Бог им дава чувствителност да го слушнат неговиот глас и да го препознаат. Типичен пример за тоа е она што се случуваше малку пред тоа. Со слепородениот човек, слеп, кој немал можност да биде дел од богослужбата на Израел. Растел како питач.
Христос му се обрати, той во покорност отиде и се изми на бањата Силоам, која беше глупаво нешто. И тоа се покори. Потоа дојдоа авторитетите на Израел. Тие што многу знаат, пастирите, овчарите на Израел. Го притискаа да се откаже од Христос, да го нарече Христос дека не е од Бог. Не може да го убедат. Не може да го убедат. И на крајот, кога го изфрлија, го избркаа, остана сам и дојде Христос и му рече, и тогаш за прв пат човекот го виде лицето на Исус. Само гласот му го познаваше. И му рече, Господине, кажи ми кој е тој. Тебе ќе ти верувам. Зашто во фарисеите не можам да препознаам Божи авторитет. И Христос му рече, јас сум Божиот син. И веднаш падна, поверува. Го следеше. Божите овци го слушаат гласот на Христос, го препознаваат. И така почнува Евангелието според Јован. Христос поминуваше и ги повикуваше. Беа Андреј и Јован. Кај си ти, дојдете, видете, тргнаа по него. Го виде Филип, оди по мене, тргна по него. Со Натанил се случи истото. Кога беа, Матеј го пише тоа, кога беа на Галилејското езеро, Петар и Јован ловеа риби, крпеа мрежи, дојдете ќе ве направам ловци на луѓе. Тргна, оставија се. Филип го направи истото. Матеј се, извинувам, го направи истото. Што го познаваат неговиот глас. Следиме, тргнуваат. Знаете што? Излекуваат. И тој вели, излекуваат од трлото. И тука излекуваат. Ги изведува оттаму. Ги изведува тоа големо трло, кај што има секакви стада, за да бидат неговите овци. И дури зборот изведува овдека, интересно, два пати пише во нашиот тек изведува, а двата збора се различни во оригиналот. Првиот значи да го извадиш од некаде. Но вториот збор, во 4-тиот стих, е така да кажеме, насилен збор. Тоест, истиот тој збор се употребува во 9-та глава, кога се изнервираа, се разгневија фарисеите и го избркаа од синагогата. Тој истиот збор. Го избркаа. Тоест, Христос ги брка од трлото, од тоа трло, таму, каде што се сите овци. Ги брка, за да станат дел од неговото стадо. Да бидат под неговата заштита. И тука има некој момент на сила. Зашто, знаете, сите ние, секој човек си нашол припадност во стадо. Таа припадност може да биде религиозна, може да биде академска, може да биде филозофска, може да биде професионална. На тоа се стада во кој ти си бараш сигурност, си бараш заштита, бараш реализација. Но ти не се Божите стада. И човек не излегува доброволно, секако сите тие се во темнината таму. Се тие припаѓаат на оној другиот свет, светот на темнината, каде што крадецот и разбойникот има власт. И човек доброволно сам по себе не излегува од тие стада, зашто таму се чувства удобно, сигурно, таму каде што се нашол место. И затоа Божјата благодат действува како принуда, да го направи човекот оно што природно не сака да го прави. Буквално го брка од стадото. Затоа што од слепилото бива ослободен за да види сушност каде се наоѓа. Дека тоа стадо на кое припаѓа дава само лажна сигурност. Дека не дава вистинска надеж. Дека го води кон уште поголема темнина, кон безнадежност. Христос кога доаѓа со својата благодат, го поттикнува, буквално го бутка да излезе од тоа
И тоа не е како што некои велат, не. Тоа мене ми личи како робовладател кој ги врзува луѓето со синџери и ги влече зад себе. Не. Тоа е откровение кое што го даде Бог како на слепиот човек, кој беше слеп, го избави од темнината, за да може да го препознае вистинскиот и да тргне по него. Има отпор кој Христос го совладува со тој благодатен повик. Предизвик кој треба да биде совладан. Да, може да биде и болно, да се ставиме во ситуацијата на слепородениот човек. Тој ги изгуби најблиските. Го изгуби своето обкружување, но го доби добриот пастир. Тој пастир кој што секој што ќе тргне по него, кој ќе го слушне неговиот глас, ќе одговори со вера, со покаяние, ќе побара благодат, ќе побара помош, ќе биде поведен, зашто Христос како добриот пастир вели, кој ќе ги изведе, оди пред нив. С други зборови, води. Во смисла, ги знае опасностите, добриот пастир ја знае маршрутата по која ќе ги води овците. Ја избира добрата маршрута. Она која е најбезопасна за овците. Зашто веќе ја испитал. Зашто овците не ја знаат, но овчарот ја знае. Така Христос како добар пастир поминал веќе се за она што ние го поминуваме, поплотувајќи се од бебе до смрт, го помина човечкиот живот. Тој ги знае тинеџерските искушенија. Тој беше искушен во пустината после 40 дена пост и помине с такви искушенија какви што никој од нас не поминал. Тој помина искушенија низ пустината од Јудеја до Јакововиот кладенец, жеден стигна таму. Тој ги знае искушенијата пред смртта. Тој во Хадесот се симна. Поминал се и ги води овците. Затоа дава сигурно водство. И тој води не само овде, како ќе видиме, целата вечност. Тој не остава. Нема момент во кој тој ќе не остави. Неговото водство започнува и трае. И не престанува никогаш. Има такви ескатолошки сцени во кои што се представува како доброто јагне кој го пасе своето стадо. А овците пак го следат зашто го познаваат гласот. Леон Морис, еден од подобрите новозаветни теолози, дава пример за некој археолог, шкотландјанец, кој отишел таму во тие блискоисточни краишта да прави експерименти. И замолил некој овчар да му ја даде неговата облека, да се облече и да тргне, да види што ќе се случи. Стадото не останало, не тргнало по него. Потоа овчарот ја зел облеката, шкотска облека, се облекол, и шапка и се она што имат шкотландјаните, и тргнал, и овците тргнале по него. С други зборови, се потврди идејата што вели Христос, си го познаваат овците својот пастир и не одат по други. Тие го препознаваат гласот и не одат по други гласови. Фарисеите се нарекуваат пастирите, меѓутоа Божите луѓе не го препознаа нивниот глас. Така беше и со овој човекот, слепородениот. Знаете ли, Израел имаше историја на лажни овчари, лажни месии. Но и црквата има таква историја. Лажните овчари, кои се преправаат во ангели на светлината, се факт во животот на црквата, преку целата историја. Павле во Ефес ги предупреди христијаните, ги предупреди водачите, дека штом тој се замине, нема да помине време кога се втурнат меѓу нив лути волци, тоест волци кои се преправаат во пастири за да ги крадат, за да ги убиваат. Сатаната е лукав. Тој има многу служители кои се преправаат во ангели на светлината и влегуваат во Божјото стадо. Тоа било така на почетокот, било така меѓу еврејскиот народ, но така и денес. И денес има во црквите лажни пастири, оние што скокаат преку оградата, не се легитимните водачи,
Зашто нивната цел не е вистинска. Вистинските овци, Божите овци, ги препознаваат нивните гласови. Препознават кои се тие. Ако бидат заблудени, значи прашањето е дали тие се вистинските овци на Бог. Зашто Божјата овца го препознава гласот на Месијата. Зашто неговото уво е истренирано. Да, може да биде заблуден во незрелоста, но целта е да се достига таа зрелост во кој што ќе има осечувствително духовно уво, да го разпознае кој глас каков е. Дали се преправа, зашто словото на лажните пастири може многу да наликува на Христовото, но Божјата овца ќе го препознае тој глас и нема да го следи. Тоа тренирање станува преку општењето со Бог, со Христос во Словото и молитвата. За да запознаеш подобро некого, треба да поминуваш време со некого. Колку ние да се трудиме сега да го имитираме гласот на Матеја, а веќе ќе го разпознае веднаш. Зошто? Зашто одраѓење со кого е, цело време е со неа, навикнува на тој глас. Познати е, го слуша најчесто, најмногу го слуша тој глас. Колку повеќе се дружиме со Христос во Неговото Слово, па и тоа ќе биде молитвата на Христос понатаму 70 глава. Посвети ги со Твојата вистина. Твоето Слово е вистина. Треба посветени со Христовото Слово. Така навикнуваме се повеќе на Христовиот глас. Така разграничуваме што е оригинал, а што е фалсификат. Нели како велат, добриот познавач на фалсификуваните пари е оној кој што добро познава оригиналот. И тие има такви професионалци кои име тоа работата да разграничуваат фалсификатот од оригинали, тие го познаваат оригиналот, не се занимаваат со фалсификатите. Ги знаат сите белези на оригиналот и ако ќе им дадеш фалсификат, веднаш гледат што не достига. И велат тоа е фалсификат. Знаат, бидејќи не достига од вистината. Така ние треба, колку подобро го познаваме Словото на Христос, Неговиот збор, толку ќе бидеме по-отпорни на измамите. Денес има многу измами во црквите. И тоа е бидејќи луѓето не го познаваат Словото на Бог, не го познаваат бидејќи не се дружат, бидејќи нивниот вкус е граден според Словото на лажните учители. И тие веднаш можат да го разпознаат тоа лажно слово како своја храна. И биват привлечени. И одат таму масовно. Зашто тоа на што им навикнало учето. Како некој човек што цело време го учиш на шунт, на неквалитет, и тоа станува неговиот идентитет. И тој го сака тоа ѓубре. Кога ќе му дадеш нешто квалитетно и добро, го отврла. Зашто бил навикнат. За жал, денес црквата ја навикнуваат, ја дресираат во така да кажеме, во слама, во сено, не она чисто млеко од Словото на Бог. И кога ќе им се понуди Слово, на чистото млеко, не го сакат. Не им е вкусно. Ги сакаат измамите, човечките заблуди. Божјата овца го слуша гласот и го препознава на добриот пастир. Христијаните треба да бегаат од измамата, зашто измамата ниту ќе им даде спасение, а пак тие што се веќе во Божјото стадо само го кочи нивниот развој. И Христос не води. Не води из целата вечност. Откровение 7 глава дава едно такво откровение, вели, бидејќи јагнето кое среде престолот ќе ги пасе и води на живи води изворни, и ќе им избрише секоја солза од очите нивни. И тука говори за една грижа која продолжува целата вечност. Интересно пак тука, нели оно оксиморон, јагнето е тоа кој што ќе паси. Таа зашто добриот пастир стана жртвено јагне. Да ги доведе до себе
Божјото стадо. И потоа, како добриот пастир, да ги води. И тоа ги води низ води, пишува тамо. Не низ извори, говори за едно изобилство, од едно преобразување, од едно во друго, од една слава во друго, еден вечен процес во кој што ќе имаме постојано благодети во тоа Божјо царство, водени од него. Каде што нема да има солзи, ќе бидат дадени одговорите на сите прашања. Ние се го имаме тука дилеми, зошто ова се случи, зошто она се случи. Плачеме, таму ќе видиме целата слика, каде што ќе дојде задоволството, ќе дојде јаснотијата. И затоа нема да има солзи, зашто ќе видиме смислата на се. Нема да има незадоволеност. Нема да има празнина. Постојан напредок. И таа сигурност, понатаму, самиот Христос ќе каже, мојот Отец ве даде во моите раци и нито една овца, вели не загубив, во молитвата ќе каже Христос. И таа сигурност. Водени сме од еден пастир, кој сигурно не води во таа сигурна вечност. Никој нема да биде загубен по тој пат. И така, клучното прашање овдека е тоа трло. Кој стадо припаѓаш? Што она што ти дава во животот смисла? Што она што во кој наоѓаш сигурност? Само оној кој се откажал од сите други безсмислени сигурности. Дали тоа се пари, образование, професија, религија. Само тој кој со вера доаѓа при Христос припаѓа на вистинското стадо Божјо, каде што има добар пастир. Пастир кој својот живот си го дава за своите овци. Зашто Христос го вели така. Тоа, јас сум добриот пастир кој го давам, го положам животот за своите овци. Водач низ опасности. Ако не си се доверил на него, ако вистински не си поверувал, откажувајќи се од секоја друга надеж, ако не си дошол со смирение и покаяние во безпомошност, барајќи ја благодатта негова, ти си без пастир. Колку и да мислиш дека имаш пастир, некаков водач, нешто што те бутка турка во овој свет, немаш, изгубен си. Како овца без пастир. Луташ во темнината. Начинот е да го повикаш искрено, со вера, да дојде да ти помогне, да ти даде, да те роди и да те земе во својата преградка, да те крене на рамињата и да те води низ животот. И тоа е таа сигурност која што ние можеме да ја имаме, оние што веќе сме во неговото стадо. И нека ни дава уште повеќе доверба, за да устојуваме на тие лажни гласови во светот, тие лажни пастири, кои доаѓаат само да украдат, да искористат и да поведат кон смрт. Да останеме посветени на Бог целосно и нека Тој да не води. И да се спротивставуваме на лажните пастири. И јавно да ги изобличуваме. Да не се плашиме, кога ќе видиме невистина и заблуда во црквите, да ги изобличуваме. Зашто на крајот на краиштата, тоа е нашата задача како припадници, како Божи народ во Божјото стадо. Нека Господ ни дава мудрост тоа да го правиме и да продолжиме по тој пат на водени од добриот пастир. Амин. Ајде се молиме. Татко Небесен, ние ти благодариме за тоа што ти си ни дал можност, си ни дал благодат да те познаваме Тебе. Колку повеќе те познаваме, Господи, Тебе, толку повеќе разбираме таа потреба од милост од Тебе, од благодат. Толку повеќе разбираме колку сме слаби, немокни, заблудени. Разбираме дека не можеме без Тебе. И можеме да кажем дека сите ние сме, како што Захарија вели, за првосвештеникот, грабнати како главнот оган. И тоа е Твојата благодат и милост. Извлечени сме, избркани сме од стадото на светот, од темнината, по Твојата благодат. Избркани сме, извадени сме од таму, за да бидеме дел од Твоето стадо. И Ти не чуваш таму безбедни за секогаш. Како наш добар пастир,
Нема да не напуштиш. Затоа те славиме и те благодариме. Се молиме за они кои се още не те познаваат. Се молиме, Господи, Светиот Дух да проговори во нивното срце, да им даде чувствителност во духовните уши, да го слушнат Твојот глас, да ги убеди, Господи, тој глас, да ги изобличи, да ги покори пред Тебе, да дојдат со вера, да дојдат со смиреност и да побараат помош, и да се покаят, да бидат спасени. Се молам, Господи, се молам за нашиот народ, кој живее во темнина, кој припаѓа на различни стада, на различни овчари, кои нудат надеж, а кои се само измамници. Се молиме, Господи, Ти добриот пастир, со Твојата сила, со Твојата благодат, која пробива секакви прегради, да проработиш во срцето на луѓето, да донесеш светлина, да ги спасиш од темнината и да го поведеш, Господи, нашиот народ кон добри пасишта, кон живи води, да направиш, Господи, од Македонија Твој народ, Твое царство. Дави ни, Господи, нас како црква мудрост, како да се молиме, како да служиме, како да проповедаме, како да сведочиме. А Ти, Господи, со Твојата семокна сила да действуваш. Зашто само Ти си тој кој можеш да го скршиш човечкото срце, да го омекнеш, да го направиш како глина, обликувано од Тебе. Се молиме, Господи, охребрувај не да живееме живот на послушност и служба на Тебе, поради големата служба што Ти ја направи. И уште ја правиш. И секогаш ќе ја правиш. За секогаш. Ти благодариме во името на Христос, нашиот Спасител.